Пак да, по втор пат се одржува ИФФС. Годинава е под мотото вистината, лагите и лајковите. Се одлучивме за оваа тема прилично актуелна во јавноста и во изминатиот период. Имаме гости од странство, домашни гости, филмови доста интересни и мислам дека прилично, да кажам, не секојдневна и интересна понуда и програма. Го отвараме фестивалот првиот ден, значи со гостување на Джени Литвиненко од BuzzFeed News, таа ќе ни дојде на гости од Торонто, Канада. Значи ќе имаме разговор со неј за отварањето, потоа продолжуваме со филм за Facebook, се вика Inside Facebook. Тоа е еден истражувачки документарец за тајните на оваа социјална мрежа. Потоа имаме вториот ден, ќе имаме ден посветен на домашната сцена, македонски ден, да кажам, на сцената овде во Македонија. Ќе имаме две интересни дебати, едната е за истражувачкото новинарство во Македонија со новинари од домашната сцена, пред се, да кажам, помлади новинари, тоа ни беше целта, еве да дојдат до израз, да ги видиме нивните проблеми и така натака. Имаме тој изден една интересна дебата во однос на власта и пиарот на социјалните мрежи. Таму ќе имаме и представник од власта, новинари, јавни личности, исто така, кои што ќе дискутираат на оваа актуелна тема, така која што не оптоварува во онлайн секојдневието, да кажам. Ќе имаме и филмови, истражувачки документарци од тука, од Македонија. Види вака ќе има работилница и третиот ден имаме исто така повторно гостување на врвни, да кажам, новинари од Германија, истражувачки новинари, интересна дискусија со нив за состојбите таму, состојбите во Европа, состојбите со лажните вести, воопшто ситуацијата, нели како да се избориме со дезинформациите и така натака. И уште доста други содржини, сега да не ги редам сите, мислам навистина се може да се отвори програмата понатаму на IFFS.mk кај нас на сајт. Кога би направиле една паралела од лани до денес, има ли некоја разлика во новинарството, особено во истражувачкото новинарство? Па добро, дали има разлика? Може да се направи една паралела, можеби во однос на целокупната атмосфера во медиумите. Може да се почувствува едно, да кажам, некакво релаксирање, нели, како и во целокупното општество со самата промена на власта. Меѓутоа, како суштински промени во однос на квалитетот, да кажам, на истражувачкото новинарство или квалитетот на медиумите, мислам дека нема значајна промена. Прерано е тоа, претходно бевме во една девастирана состојба долг период. Значи во една доста репресивна, се функционираше во доста репресивна атмосфера за медиумите и за новинарите, особено оние кои што беа критички настроени кон власта и веројатно е дека сигурно е потребен подолг период за тоа да се случи, но секако во меѓувреме имаме и нови трендови со новата власт, нели, каде што забележуваме и таму некои тенденции, да кажам, за, нели, обиди да се замолкнат, да кажам, одредени гласови или критики и така натака, или пак едноставно да не ги поднесуваат баш толку, некако како пресензитивни се во однос на нив, така што и веројатно сега треба со тие две работи истовремено да се справиме. Мислам дека треба уште доста време, но и мислам дека повеќе треба искрено да им се даде простор на некои други, да кажам, можеби помлади, еве, ќе кажам, сили во медиумскиот простор. Можеби треба да дојдат до израз малку повеќе и помладите. Мислам дека има и тука доста луѓе што знаат што прават и кои што сакаат да донесат промени. Се гледаме на фестивал. Мислам дека овој фестивал дека дава една шанса за да се погледнат медиумите и медиумските феномени од еден друг агол. Значи, кој што е сепак не толку присутен во Македонија, че вакви можности ги немаме толку често во земја како Македонија, обично ги не заобиколуваат овие имиња, да кажам, кои што се по престижни и така натака. Нема волку
шанси, нели? И ова не е само шанса за луѓето кои што се од новинарите и медиумите, туку за помладите луѓето кои што ги интересираат овие теми, така што настаните се бесплатни, дел од нив се на македонски, дел од нив на англиски јазик и мислам дека е фино сите што се во можност да дојдат.